завршува оваа изборна кампања и како по традиција во последните денови секогаш сме и овде на Мегдан. И вие добре дојавте. Ви благодариме. На почетокот сакам искрено да се заблагодарам за огромната поддршка што граѓаните од овој дел на градот ја дадоа за претседателскиот кандидат на ВМРО-ДПМН господин Ѓорги Иванов, и не само на граѓаните од овој дел на градот, туку практично на сите граѓани на нашиот град. Знаете дека во првиот круг Ѓорги Иванов победи со 123.000 разлика, а Велес беше град предводник со најголема разлика во цела Македонија со 7.600 гласа. Тоа мене ми говори дека овој град најдобро знае да ја направи разликата и најдобро знае да оцени што е добро, а што не чини. Прво, кога станува збор за претседателските кандидати, огромна разлика. Од едната страна го имате Ѓорги Иванов, скромен човек, народен човек, човек кој што е цврст на своите ставови, посебно кога станува збор за името на државата, за јазикот, за нацијата, и човек кој што докажа дека тоа што станал претседател не го сменил. Си остана истиот човек, многу нормален, многу едноставен, многу народен човек. Од друга страна, го имате кандидатот на СДС. Тој на почетокот нели ни го представуваа дека бил некој интелектуалец, дека бил некој учен човек. На крај што добивме, вака после еден месец од кампањата, што видовме од него? Прво, видовме дека човекот е арогантен. Второ, видовме дека човекот е циник. Тој замислете, за сите што не гласаа за него, ги нарече дека се стока. А се кандидира за председател на држава. Утре треба да биде председател на сите. И на тие што гласале за него, и на тие што не гласале за него. Толку му сечува човекот, право меѓу рогови вика, овие сите што не гласале за мене се стока. Че тоа не смее да си го дозволи ни председател на местна заедница да го рече, а камоли председател на држава, што треба да не представува сите и треба да ни е символ на сите. Трета работа за него, кога го праша кој е твојот став, господине Пендаровски, за името, он вика нема да ви го кажам ставот за името. Како бе да не го кажеш ставот за името? Тоа ти е надлежност. Тоа е политиката. Значи, председателот на државата има две надлежности. Прво е да се грижи за името, за меѓународните односи на државата, и второ е за безбедност, за армијата. И он вика нема да го кажам ставот. Тоа е кога на локални избори Славчо да дојде тука и да ви рече ќе ви зборам за се, ама немој да ме прашувате за улици, за бандери, за водовод, за игралишта, за... Исто е. Замислете градоначалник некој да сака да стане, да не зборува за тоа. Овој сака председател да стане, ама да не кажал за името. Всушност, не ќе да каже за името заради тоа што е истиот став, што го има и Фрчковски, што го има и Шекеринска, што го има и Заев, тоа е истиот став. Само различно го кажуваат. Едниот вика да ја свиткаме кичмата, другиот вика дајте таму што ќе, дајте географска одредница, некој и така натаму. И третата и последна работа за него, се човеков меѓу двата круга на избори го нема многу. Не го гледаме како претходно, се изгуби. И не дошол тука да побара поддршка од гласачите, вчера бил во Приштина. Дали разбирате? Каква порака прати? Бил во Приштина, таму да бара поддршка, за да биде председател на Македонија. Па ние пред времени избори направивме, ја срушивме владата, иако бевме на власт, само и само да дозволиме народов наш да се одлучува за председател. Овој со сиот памет заминал во Приштина да бара поддршка за председател. На кого ќе му биде председателот? На луѓето тука во Велес, во Прилеп, во Битола, во Скопје, во Штип, или сака да оди во Урошевац да биде председател, во Призрен, во Приштина. Срамота. Значи, такво понижување, такво лигавење, такво виткање на кичма, што Заев со години го зборува, до сега не сме го виделе. Ова е тоа. Ова е
класичен пример на виткање на кичма. Денеска гледам некои новинари се зафркаваат, вика пред избори оди во Приштина, ама не дај Боже, ако победи во понеделник, право во Атина ќе отиде. И таму да завитка кичмата. Па нас председател ни треба за да ни ги гарантира тие прашања. Има многу фактори и внатре во државата и надвор од државата што не ни мислат добро. Нас ни треба председател во кој што ќе бидеме сигурни дека по тие прашања од национални причини, од државни причини, дека председателот ќе е гарант, а не тој да не подкопува како народ. Понатака е почитувани со граѓани. Ги гледате они упорно како ги делат луѓето. Спомнав, овој не нарече стока дека сме биле, не знам, тие нивните новинари не викаат дека сме биле небањати, неписмени, проста раја, проста маса. Извинете, нема право ниту еден политичар да го дели и да го навредува народ. Никој. Овој народ издржал многу политичари, дошли и си заминали. Народот е тој и знае како одлучува и секогаш народот е во право. Никогаш не греши. Политичарите кои што не сакаат да си признаат дека не ги биват, они во тој момент го навредуваат народот и го делат народ. Биле небањати, биле прости, биле стоки.